Драфт верзијата на новиот кривичен законник ќе биде отворена до нова година за измени, а на почетокот на следната ќе се најде пред пратениците. Министерството за правда најкасно до утре ќе ја објави првичната верзија на законот на електронскиот национален регистар на прописи. Министерот Тупанчевски уверува дека со новиот кривичен законник во целост ќе се ревидира казнената политика. Верувам дека во иднина и ќе се организираат голем број на трибини и ќе биде практично тој текст отворен за анализа, давање на конструктивни предлози, се разбира, за да стигнеме до она што значи најоптимално решение. Додека јавноста чека да ја види првичната верзија од работната група која го кроела новиот кривичен законник, вела дека се остава можност за индивидуализација на казните од областа на злоупотреба на службената положба, особено во делот на јавните набавки, конфискација на имот, еколошкиот криминал и други кривични дела. Злоупотребата при јавни набавки, средства на буџет и така натаму го издвојуваме како посебно кривично дело. Тоа не значи декриминализација или нешто слично, тоа е само номотехника и таму мислам, сега го немаме пред нас текстот, дека повеќе облици, потежок, полесен, нормално со различни пропишани висини на казни. Почнувајќи од општиот дел, преку посебниот дел, каде што има значајни интервенции преку согласување со меѓународните стандарди. Конфискацијата, еколошкиот криминал, Истанбулската конвенција, тортурата, малтретирањето во вршењето на службата. Значајно е да се каже дека дел од овие измени се резултати на пресудите на Европскиот суд за човекови права. Од правда уверуваа дека сите нелогичности од досегашниот кривичен законник се комплетно ревидирани, особено во делот на санкциите.